Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Христос воскресна. Навистина воскресна. Нека ни е честит Великден на сите. Најголемиот христијански празник. Празник над празниците. Центар на православната вера. Со доаѓањето на Великден ја празнуваме победата на животот над смртта. Христовата победа над смртта е победа која што Синот Божи ја извојува за целокупното човештво и за сиот свет, за сите нас. Затоа сакам на сите да ви посакам, да бидете здрави, среќни и секогаш обкружени со љубов и радост. Да ги издржиме сите маки, да останеме со чиста душа, затоа што на крајот сите не чека Царството Небесно. Да бидам искрен, долго се мислев дали воопшто денеска да се појавам пред вас. Односно дали воопшто да ја направам оваа епизода на Седмица. Вообичаено на вакви големи празници сакам да паузирам, не од што немам што да кажам или пак од што сакам и јас да празнувам. Туку сметам дека на големите верски празници треба повеќе да се посветиме на себе, на своите блиски, на семејството, пријателите и слично. Но како што и самите знаете, од утре стапува на сила молкот. Само 2 дена неделатот за многумина од нас историскиот 8 мај. Денот Д или денот на изборите. И после цели 7 години од Седмица, после цели 7 години битка со оваа ненародна власт, не можев да си дозволам сега, кога им се надзира крајот, сега, кога конечно доаѓаме до денот кога ќе ги испратиме во историјата, да ме нема. Сега, на крајот да премолчам. Затоа простете и нека ми прости Господ што на ваков голем ден ќе ветруjem со политика. Како што реков, немаше да останам доследен на себе ако сега на самиот крај исчезнев и ви пуштев некоја реприза. Не заради друго, затоа што иако сме на прагот на победата, работата се уште не е завршена. Оваа ненародна власт не се дава така лесно, а позната и се и по тоа што нив не ги интересира волјата на народот, така што може да очекуваме уште некој очајнички удар од зверот што е смртно ранет. И може би е добро што годинава вака се погодија празниците. Минатата среда нели беше 1 мај, викендов Великден, така што верувам дека многумина од вас се решивте да споите. Да ги минете празниците некаде надвор од својот град, во викендица, на село, Охрид, Дојран, Преспа, па дури на море во Албанија и Грција. Барем малку да земеме здив, да се одмориме, за да во среда, сите масовно, излеземе на гласачките места и конечно да ставиме крај нова мачилиште во кое не донесе овие од СДСМ и ДУИ. Сега што повеќето од нас немаме скршен денар и едва и го организиравме идењето некаде, тоа е друга приказна. Многумина останавме дома, но ете барем малку, како што реков, земавме здив. Како и да е, реков неделат нешто над 48 часа од денот Д. И додека ние се подготвуваме да го зададеме конечниот удар, некои други се подготвуваат за нешто друго. Братучедот на поранешниот премиер и лидер на СДСМ Трајче Заев со семејството се иселиле од државата. Неофицијално како дестинација за почеток на новиот живот ја избрале Австрија. И уште на стартот од оваа школска година децата биле испишани од училиште. Алфа од родители на ученици кои учеле со едно од децата дознава дека деветоделенката при збугувањето со своите сокласници била тажна бидејќи ќе ја напушти родната Струмица. Директорката на основното училиште Никола Вапцаров не сакаше да коментира, со образложение дека поради здравствени причини е отсутна од работа и не може да провери дали има и во кој месец е направен исписот. Трајче Заев, освен по тоа што е братучет на поранешниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев, на јавноста е познат и по низата скандали кои се поврзуваат со неговото име. Минатата година, фирма во негова собственост поради неплатено ДДВ во висина од 2 милиони евра се најде на листата топ 10 најголеми должници на управата за јавни приходи. Пред 3 години пак името на Трајче Заев се поврзуваше и со акцијата на ДЕА, во која беа запленети 200 килограми канабис вреден 800.000 евра. Во акцијата беа уапсени командирот на прилепската полиција и личниот возач на Трајче Заев Александар Ушликовски. Тогаш лидерот на СДСМ го правдаше својот братучет и демантираше било каква поврзаност со нивните фирми. Мојот прв братучет Трајче Заев имаше јавен коментар и сигурно допис до медиумите, не знам како е соопштено, и секако и јас разговарав со него. Лицето Александар, него знам презимето, не е вработен во семејните фирми на Заеви, ниту пак комбето е во собственост на семејните фирми во Заеви. Лани албанската телевизија Ора објави дека Трајче Заев со кодирани пораки се обидувал да спречи објавување на аудиоразговори, во кои имало докази дека државни функционери од СДСМ и ДУИ саботирале акции на странски агенции за сузбивање на шверц на марихуана. Единствена потврда за акција на странски агенции во нашата држава е онаа на ДЕА во Плетвар.
Инаку Трајче Заев се прослави и со својот Мајбах од 300.000 евра, кога го паркираше на пешачки премин во Скопје, додека пазаруваше во Хуго Бос. Како беше онаа легендарната сцена од филмот Тест на кожа? Другови, долази време чорке. Упозоравам, у чорке ќе да се иде као у кафани. Кој е ишao у кафани, тај нека иде у чорку. Ако информацијата дека контраверзниот братучет на екс-премиерот Зоран Заев Трајче си ги спакувал куферите и фатил джанам од Македонија не е показател што ги очекува овие од СДСМ по изборите, јас не знам што е. Ајде за Трајче Заев, ете така случајно дознавме откако ги отпишал децата од училиште. Туку не приметувате дека во последниве недели и месеци некако како да исчезна и други видни личности од СДСМ? Како например човекот кој е највиновен за ова дереџа во кое се наоѓаме, Зоран Заев, кој освен што се појави еднаш или два пати пушти еден спот пред некоја недела, толку. Никаде го нема да ја сподели одговорноста со својот наследник Ковачевски, односно заедно да се соочат со најголемиот пораз во историјата на СДСМ. Ајде што го нема него, туку каде се една Радмила Шекеринска, Кочо Ангјушев, Мила Царовска, па дури оно или Пицарено, потписник на капитулантскиот договор од Преспа Никола Димитров. Единствен кој го гледаме е Венко Филипче, кој е носител во изборната единица 4, потек за кој многумина вела дека е само за да влезе во парламентот и добие пратенички имунитет, па оттаму да проба да го замени Ковачевски на тронот во СДСМ. Значи каде заврши ударната тупаница на СДСМ од времето кога нели со пенкало рушеа режим? Од секојдневни појавување, пресконференции, фотографии, до дузина нерасчистени скандали, сомнежи за криминал, сега фамозната шесторка рече си да е нема на јавната сцена. Каде ги однесе патот? Еве екс-председателот на партијата Заев го нема, па ќе се појави. Не упатува често политички пораки, но ете минатава недела направи исклучок. Се јави со тоа промотивното видео со поддршка за СДСМ на изборите, но и со порак од Америка до Ковачевски дека по пораз оставката е неминовна. Значи човекот кој го смени името на државата ја реализираше двојазичноста, го потпиша договорот со Бугарија, на крај исчезна. Сега со брат му Вице си раководат со нели нивната фондација Едно општество за сите, но и милионските бизниси. Јавна тајна е дека неговото семејство има куп фирми од компании за канабис до фирми за струја. Нели тој вели не бил директор или собственик на бизнисите, туку само комерцијалист. Неговата десна рака долго време беше Никола Димитров, поранешниот министер за надворешни кој беше потписник на договорот од Нивици. Договор кога Македонија доби придавката Северна. Сега и тој раководи со невладина организација Солуција, со која често си организира панел дискусии на кои водат дебата за криминал, корупција. Димитров сега е прероден патриот во наводници и гласен говорник против договорот со Бугарија. Од дамите на главно место во СДСМ долго време беше Радмила Шекеринска, долгогодишен функционер на социјалдемократите. Кога се повлече Заев замина и таа. Шекеринска тогаш кажа дека се повлекува од принципиелни причини, дека не се согласувала со дел од раководството, кои придонеле за поразот на локалните избори. А нафрли интересна забелешка дека СДСМ покажал дека не учи од грешките. Предходно таа се повлече нели од раководството на СДСМ каде беше заменик председател. И тој потек се толкуваше како нејзино дистанцирање од Заев пред тој да ја исфрли од игра. Министерството со кое раководеше остана обележано со невообичаените тендери за храна, морски плодови, индиски ореви и слично. Слично и со Царовска, личноста која ни го докусури образованието. Откако ја снема од министерската позиција, сега си води некакви си невладени организации и гледаме се држи подалеку од власта. Ви ги споменувам овие луѓе, затоа што тие не смеат да бидат изземени од одговорноста за ова што ни се случува. Затоа што кога на 8 мај излеземе на гласање, треба да знаеме дека не е само актуелната гарнитура виновна. Треба да ги памтите и тие што го започна уништувањето на Македонија. Значи Трајче фати джанам Австрија, ударната петорка или шесторка нигде ја нема. Ја знаете народната, глувците први го напуштаат бродот што тоне. Веројатно знаат што ги чекат. Зошто? Затоа што еве неделава добија мала најава. Портпаролот на СДСМ и поранешен директор на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски, поранешниот ракометар и актуелен директор на Агенцијата Наумчо Мојсовски, како и актуелниот председател на Македонскиот олимписки комитет Даниел Димески, се обвинети за злоупотреба на службената положба поради аферата тешка 5 милиони евра за доделување ваучери преку Агенцијата за млади и спорт. Обвинителството поднесе предлог против 27-мина, за кој бара судот да им додели мерки на предпазливост. Во телефонски разговор за Алфа, портпаролот
на СДСМ Каевски вели дека денеска не се појавил во судот, а на прашањето дали е дел од истрагата, Каевски спушти телефон. Денеска не сум повикан во суд, дали сум бил повикуван во обвинителство, за тоа не сакам да разговарам преку телефон. Немам никакви информации да споделам со вас, во гужва сум и имам многу други телефонски разговори што треба да ги направам. За сега од обвинителството не откриваат повеќе информации околу действијата што им се ставаат на товар на лицата, ниту пак нивниот идентитет. Постапувајќи по поднесена иницијатива од Државната комисија за спречување на корупцијата, надлежен јавен обвинител поднел обвинителен акт против 12 лица за кривични дела, злоупотреба на службена положба и несовесно работење. За осомничените до основниот кривичен суд Скопје е доставен предлог за определување мерки на предпазливост. Антикорупционерите лани побараа кривично гонење на директорот на агенцијата Наумча Мојсовски и членовите на Централната комисија поради сомнежи за злоупотреба на ваучер системот, на финансирање фондации и спортски клубови во периодот од 2020 до 2022 година. По иницијативата на ДКСК следа низа обвинувања меѓу Агенцијата за млади и спорт и Македонскиот олимписки комитет. Да не ви се верува, портпаролот на владеачката партија, човекот кој е најгласниот меѓу СДСМовците, уште не паднати од власт, си заработи обвинителен предлог затоа што се осомничи дека злоупотребил цели 5 милиони евра за фамозните ваучери од Агенцијата за млади и спорт. Мислам дека ова е само мал показател што ги чека понатаму. Не џабе некои се селат, други се кријат во Глувчевска дупка и слично. Знам, крајот на СДСМ е тука веќе се надзира. Минатата епизода кажав, но е веќе повторам. Овој народ веќе ве има прочитано како селски буквар. Знае дека единствениот спас го гледате во Дуи, на кој целосно им се подчинивте, давајќи им ги скоро сите министерски места само за да останете на власт, знаејќи колкава е цената што ќе ја плати Македонија. Знае како првата работа што ја направивте нели во далечната 2017 кога дојдовте на власт, беше да воведете двојазичност и да почнете да ја спроведувате тиранската платформа, која упорно тврдевте дека не постои. Знае како и оној пратеникот исчезна при гласањето за доверба на влада, па одеднаш се појави само за да ви ја спаси власта. Направивте парламентарно мнозинство и влада во која македонците, како 70% од населението, остана со 4 министри, а албанското малцинство кое околу 30 раководеше со дури 12. Знае народот и како го сменивте името, распродадовте идентитет, нели ги брусевте шахтите и спомениците, ја ревидиравте историјата, го нудите на секаде јазикот, газите врз елинденците и антифашистите, ги побогарчевте Гоце Делчев и партизаните. Знае дека во име на вашата, како што нарекувате, европска иднина, насилен го сменивте името, со уцени и закане, со пуштање пратеници од затвор, само за да гласаат за тоа предавство. Знае дека без око да ви трепне дозволивте отварање на оние бугарскине клубови кои имаа фашистички имиња, а вашиот министер, кој беше тогаш за внатрешни, ги кажа на полицијата да не ни дозволува да му се поклониме на гробот на Гоце, додека таму венци ставаа и шетаа некои си представници од бугарската власт. Знае како за време на пандемијата го направивте оној пописот со кој преку вештачки инженери сакавте да го смените изгледот на Македонија. Знае дека за време на истата таа пандемија Македонија беше трета во светот по смртност, додека сакавте вакцини нели да си набавувате преку некои си лажни посредници за дебела провизија. Ги памтиме и знаеме за оние ужасни сцени од модуларната болница во Тетово, кога 14 луѓе живи ни изгореа затоа што беа градени болниците на сомнителен начин, а на крај виновник што ни остане еден продолжен кабел. Памтиме и оние 46 луѓе што загинаа во автобуската несреќа во Бугарија, затоа што некој од вашата власт му прогледувал низ прсти на превозникот. И уште не можеме да се соуземеме од трагедијата на малата Вања, која можеби ќе беше жива ако не го уапсевте оној монструмон кој со години садеше тикви со луѓе од врвот на вашата партија. Знаи дека верувавте и ветувавте дека ќе намалите администрацијата, а ја надувавте до степен да експлодира. Ја напикавте партиски службеници и рамковнине на груби кои не ни знаат каде е вратата. Знае овој народ дека џабе се фалите дека сте зголемиле минималната плата или просечната плата од 300 на 600, кога ве според сите проценки за да се преживее еден месец ни требаат над 1000 евра. И како сол на рана нели си ги зголемивте платите, додека истиот тој народ не може да стави еве храна на маса за празниците. Знае како е злоупотребивте на времето уште смртта на Тамара за да дојдете на власт, а никаде ве немаше за протестот на болните од цистична фиброза и не гукнавте ни збор кога почина Благојче. Гледа овој народ, како секој ден нели по социјалните мрежи собираме по 100-200 денари за да спасиме некое дете, затоа што замислете во буџетот што вие го испокрадовте нема доволно пари за да државата го плати лекувањето. Знаат, гледам и оние шарените,
кој сами ги нарековте сето шуто и рогато. Инаку од слоганот нема правда, нема мир им остана само невиден непотизам во судството и обвинителството. И оние измените на кривичниот законник со кој амнестиравте све живо и диво. Ги теравте да го гушкаат ГТЦ, а сега ги убедувате дека универзалната сала не била пеплосана и изгорена. Знаете сите земјоделци на кои им го испокрадовте земјиштето, за да сега ваши луѓе, жени, родни или пријатели, тераат бизниси со марихуана или да поставуваат фотоволтаици за да ни наплаќаат скапа струја, додека граф домати краставици увезуваме од Албанија или Казахстан. И додека правевте сето ова, вашиот партнер Дуи, Западна Македонија, а потоа еве цела држава, ја направија див запад каде владае корупција, неказнивост, убиства, пресметки на наркокартели, место во кое внуци со багажници полни со петарди стануваат милионери па се купуваат трговски центри. Нели, ние сме државата во која оној пајакот нападна полицајка, во која на жена и беа извадени здрави органи, а никој не беше казнет. Знае овој народ многу и многу повеќе од ова. Едноставно не направивте кираџи и заложници во сопствената држава. Затоа реков, овој народ знае. Ве има прочитано како селски буквар. Така што битката со СДСМ мислам дека е завршена. Нивното заврши, но војната со оваа власт се уште не е завршена. Ни преостанува уште една многу важна битка за која ќе ни треба помош од нашите сограѓани и браќа албанци. Тоа е целосното детронизирање на вечната во наводници Дуи. Како што приметувате, после 2 децении на власт, Ахмети и неговите сопартици, свесни дека пропаѓаат, веќе ги симнаа ракавиците и маваат со се што ќе им стигне. Па дури ни се закануваат и со нова војна. Демократската унија за интеграција продолжува со нападите кон ВМРО-ДПМН. Кандидатот за председател кој испадна од трката Бујар Османи го обвини Христијан Мицкоски за шовинизам и национализам. Кампањата на најголемата опозицијска партија ги вратила сеќавањата на албанците за понижувањата и омаловажувањата во минатото. Господинот Мицковски последните неколку дена успеа да врати едно сеќавање кај албанците за 100 годишното робство, омаловажување, подчинување во кај секој албанец, кај секој албанка, во секој албанско семејство, да иритира нерв кој што мислевме дека е длабоко сокриен. Да врати едно сеќавање од времето на Југославија. Интересно е тоа што Османи пласира вакви обвинувања кога неговиот лидер Али Ахмети беше тој што скандираше УЧК и ги врати сеќавањата на македонците од пред 23 години. Тој го правдаше шефот со девизата: национализмот раѓа нов национализам. УЧК, 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 УЧК. На Бујар Османи му смета и слоганот Твоја Македонија. Бил шовинистички и ги исклучувал сите други заедници. Иако Христијан Мицкоски во повеќе наврати порача дека е потребно седржавно обединување, испраќајќи повик до сите етнички заедници. Да повикате државата да биде повторно твоја, алудирајќи дека фактот што еве има еден министер за надворешни работи албанец, државата не била нивна, туку била на албанците, е најсрамниот и најшовинистичкиот повик кој што може да се представи во една мултиетничка држава. Македонци, албанци, турци, роми, срби, власи и бошњаци. Ова е ваша земја. Заедничка земја. Време е да си ја вратите во ваши раце и да испишеме заедно една нова историја со која што сите заедно ќе се гордееме. Инаку, Османи не откри дали на своите поддржувачи ќе им препорача да ги дадат гласовите за Стево Пендаровски во вториот круг. За следните чекори ќе одлучуваат на ниво на коалиција. Така е, Дуи ги симна ракавиците и се сврти на единственото оружје што им остана – тврдиот национализам. Да, драги мои, откако на минатите избори излегоа со онаа смешна на зелена боја со која ветија дека ќе се ребрендираат во еколошка партија, сега извадени од памет дека ги чека катастрофален пораз, се вратија на нивната изворна политика – суровиот национализам. И до некаде ги разбира. Зарем имаат нешто друго да понудат? После цели 2 декади на власт, освен што може да се пофалат дека стана најкорумпираната партија во историјата на Македонија, немаат ништо друго со кое ќе излезат пред гласачите. Пена ме фати устата во изминатите месеци говорејќи дека целта им е токму тоа, да играат на националистичка карта,
да ги спуштат меѓуетничките односи до нивото од 2001 година и тогаш тие да се појават како спасители на албанците во Македонија. Затоа што да бидеме искрени, нема македонец во оваа држава што ќе остане рамнодушен од како ќе излезе Ахмети со ние негови изјави, ќе се скандира учека, учека и кога целиот плоштад во Скопје ќе се обои само со албанско знаме. Или ќе бидете бесен до бескрај, или ќе го фати чувство на епатија, дека е заложник во сопствената држава и некој можеби дури да направи непромислен потек. И ете, македонците се лоши, мразат албанци. Тоа е целта на Дуи. Да ќари некој поен, ако може, кај албанците, но пред се да испровоцира нервозна реакција од македонците, за потоа да можат сите да не наречат албанофоби. Па луѓе тоа еве го прават речиси цела година наназад, кога за секоја критика на Дуи, за секој криминал, за корупцијата, за непотизмот, за партизација на институции, тие да чекуваат со контранапад дека сите станале албанофоби. Сметаат дека со тоа ќе создадат чувство на страв, но и без меѓу албанците во Македонија, кои тие како спасители на албанските интереси, ќе го ефектуираат на избори. Многу перфидна игра. Замислете, отидоа до таму што им сметал слоганот Македонија повторно твоја. Ова како да си ишкаат мувата од капата, како сами да се препознаат. Македонија повторно твоја не се однесува само на македонците, туку се однесува и на албанците. Време е Македонија да биде повторно твоја, моја, на македонците, на албанците, турците, ромите и сите други кои во последниве години живееме во заложништво на две партии, СДСМ и ДУИ. Вашите две партии, вашите корумпирани политичари се тие кои ни ја украдоа Македонија од нас, од граѓаните, и сега кога си ја бараме назад, ви смета. Упорно терате теза дека вие сте ги интегрирале албанците, а ете сите ние кои ве критикуваме вас сме антиалбанци и националисти. Не, господин Ахмети и Османи. Најголема пречка за интеграција на албанците не сме ние македонците. Не се синдикатите, не е опозицијата или било кој. Туку вие две како партија. Вие не вработувате албанци. Вие вработувате партиски војници, кои случајно по национално се албанци. Со тоа директно го загрозувате правото на другите албанци во оваа држава да просперираат, или ете како што велите, да се интегрираат. Дуи не е државата. Дуи не се сите албанци во Македонија. И додека играат на таа националистичка карта на виделина, ни го покажуваат јавашлукот со кој Дуи владае во Македонија во изминативе 7 години. За нив, значи за Дуи, не за албанците. Нели не важи законот против пушењето? За Дуи не важат сообраќајни правила. Државни институции за Дуи се партиска своевина и игротеки. И на крајот за нив не важи ни уставот. Верувајте, тоа не е случајно. Токму тоа сакаат да покажат. Дека ако сте со Дуи, ништо не важи за вас. Нема притвори, нема затвори, нема ништо. Само гласајте за Дуи. Ова ли е таа демократија за која се залагаме како држава? Ова ли се тие европски вредности? Ова ли е целта на тој самопрогласен Европски фронт? Па немојте, ви се молам. И сега додека они се продаваат како најголеми албанци во регионот, што се случува во позадина? Еве, не знам дали памтите, во истата онаа недела кога Џафери стана, нели, првиот премиер албанец, видовме дека и годинава ќе треба джеб да им дадем уште 250 милиони евра на оние од Бехтел Јенка. Да, лани веќе ми сплативме околу 200 милиони евра за 2-3 дупки и неколку промотивни табли кои сега се распаѓаат и сега годинава веќе им дадем уште 250 милиони. Знаете зашто ќе ги трошеле? Административни работи, надзор, канцелариски, геодетски испитувања и слично. Отфрлање асфалт, нема ни збор. Значи за 2 години се на оваа компанија ќе дадеме половина милиарда евра. А сите многу убаво знаеме чии проект е Бехтел Јенка, на Семојкиниот Артан Груби и Дуи, а со Амин Ахмети. Тоа е едната работа. Друг еве посвеж пример е кога на само некој месец пред изборите им се падна нели уште еден джекпот во лотарија. Кога и покрај тоа што на удар и на силни критики, државната лотарија која води човек од доверба на Дуи, нели си продолжи да си троши фантастични суми народни пари за набавка на некаква си опрема. Па така на 2 дена пред изборот на техничката влада објавија дека ќе потрошат дури 11,8 милиони евра за набавка на некои си видеолотариски терминали за приредување игри на среќа. Ова се само 2 најсвежи примери. Да не зборуваме за тоа што уште нема одговори и за скандалот кога истата државна лотарија нели го изнајми оној деловниот простор од поранешниот ресторан Фестина во Визбегово за 21.000 евра месечно за објект и тоа од 10 години. Договор тежок 2,6 милиони евра со компанија блиска до Дуи. Овие 3 примери во интерес на албанците ли се? Ова интеграција на албанците во општеството? Не. Ова е токму спротивното. Ова е грабеж на албанците во Македонија. Тоа ги интересира нив и Дуи, а не учека или албанското знаме. Националистичката приказна што ја продаваат деноиве е нешто со кое се обидуваат да го хранат гладниот албанец во Македонија,
додека тие во позадина му ги јадат парите. Токму така. Сите пари, од сите овие тендери, не се само наши на македонците, туку се и на албанците. Еве, например, зашто наместо да трошат за тоа апарати за коцкање, не го изгради оној патон до Косово, кој нели е многу важен за албанците во Македонија заради семејните, но економските врски. Ако им го ветија, уште пред една деценија. Тоа ви покажува колку нив ги интересира обичниот албанец во Македонија. Затоа реков преска, цела Македонија стана заложник. Не на албанците, туку на една корумпирана политичка партија, која намерно ги подгрева меѓуетничките односи, играјки на таа националистичка карта, додека во позадина си ги полни џебовите. И доса бајле нека ме прогласуваат за албанофоб. Вистината е таа. Баталија Зелена партија, баталија интеграција на албанците, па дури баталија премиер албанец, председател албанец. Се фрлија во вода. Сега се обидуваат само да ги спасат сопствените кожи. Тука грдно се зафркнале. И само едно да знаат, кога тогаш правдата ќе ги стигне. И сега еве откако Мицковски ВМРО ДПМН, кои се очекува нели да однесат огромна победа на изборите и да добијат мандат за состав на нова влада, од кога ставија јасно до знаење дека нема шанси да преговараат со Ахмети и Дуи, замислете, тие излегуваат со тезата ако ние не бидеме дел од власт, така има војна. Опорно се повикуваат на она непишано правило дека коалиција треба да прават победник со победник, а како да забораваат дека токму се тие што го напуштија тоа правило. Зарем не се сеќаваат дека во 2017 година ВМРО ДПМН ги доби изборите со најголем број пратеници, а Дуи освои победа во албанскиот политички блок. И наместо да прават коалиција со ВМРО ДПМН, нели победник со победник, тие решија да се збратимат со СДСМ и ни го донесоа Заев. Да, тоа збратимување го донесе Заев на власт и тоа збратимување ја чинеше Македонија многу. Ама веројатно знаат. И затоа сега почнаа дури и да измислуваат работи. Ем хирург, ем министер, ем наставник. Бујар Османи сакаше да им нацрта на табла на новинарите дека влада без Бадентерово мнозинство не може да има. Иако ниту во устав, ниту во законот за влада не пишува дека за формирање влада е потребен процент од немнозинските заедници. Портпаролот на Дуи е убеден дека не е важно само кој ќе освои мнозинство од 61 пратеник, туку и кој ќе има мнозинство по Бадентер. Со тоа уште еднаш индиректно се закани дека не може да има влада без неговата партија. Значи, јас не знам како да го објаснам, дали да земам табла да нацртам. Не може, без, еве, изгледа треба уште еднаш, без двојно мнозинство, без 61 и Бадентерово мнозинство, според рамковниот договор, не може да има функционален парламент и влада. Како тоа да го нацртам поинаку, не знам. Бадентеровото не е само мнозинството на албанците. Бадентерово е мнозинство на немнозинските пратеници. Трпението кај Дуи се тенчи откако ВМРО ДПМН јавно кажаа дека доколку победат би коалицирале со албанската опозиција. Па веројатно затоа интегративците си смислија ново правило за влез во влада. ВМРО ДПМН пак исклучува секаква соработка со партијата на Али Ахмети во било која варијанта и било која форма. Ние сме многу сериозни дека Дуи ќе оди во опозиција. Јас сум свесен дека до првиот круг најголем дел од политичката елита во Македонија и дел од граѓаните мислеа дека ние блефираме и дека го правиме тоа за политички поени. Свесен сум дека во овој момент се уште има граѓани кои што мислат дека ние ова го правиме како политичка игра. Остануваме на зборот и соработка со Али Ахмети нема да има, не знам, пократко и А председателот на СДСМ конечно се одважи да упати барем блага критика кон неговиот коалициски партнер Дуи, иако цело време молчеше за се што правеа интегративците. Го осуди скандирањето УЧК на Али Ахмети, но не испушти прилика да им порача на ВМРО ДПМН дека имале слична реторика со Дуи, која го враќале народот во минатото. Во однос на несоодветното скандирање на плоштадот Македонија, бидејќи тие се анахрони скандирања кои не враќаат 20 години назад во едно закопано минато кое што сме го надминале со Охридскиот рамковен договор, кое што сме го надминале со членството во НАТО благодарение на СДСМ. И исто така упатив порака и до председателот на ВМРО ДПМН и до председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска дека националистичка реторика не води никаде. Од коалицијата вреди биле подготвени по изборите да седнат да преговараат со победничката партија од македонскиот блок. Според нив ќе има стабилно владеачко и Бадентерово мнозинство. Ама остро ја одбиваат
Левица како евентуален партнер во владата. Главната цел на ДУИ е секогаш власта, тоа веќе сите го знаеме, меѓутоа ние после парламентарните избори кои ќе се одржат на 8 мај, нашите работни групи со работните групи на мандатарот или пак на победничката партија во Македонскиот блок ќе седнат и ќе ги договорат сите детали околу наредната влада во нашата држава. Ви реков преска, почнаа да измислуваат работи. Каков црни бадентер за формирање влада. Тоа никаде го нема. Не табла, што сака нека земе Османи за да црта. Еве да го подсетам само прогласениот професор. Охридскиот рамковен договор, на кој се повикува, е целосно вграден во Уставот на Македонија и то со вкупно 15 амандмани. Од амандманот 4 до амандманот 18. Во членот 90 став 3 од Уставот јасно кажува, цитирам, владата на предлог на мандатарот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Толку. Нема бадентери, нема ништо друго. Случаите кога треба да се употреби бадентеровото мнозинство се јасно објаснети во амандманот 18 кој вели, повторно цитирам, одлука за измена на преамбулата за членовите на локалната самоуправа, членот 137, која било одредба што се однесува на правата на припадниците на заедниците, вклучувајќи ги особено членовите 7, 8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104, 109, како и одлука за додавање која било нова одредба која се однесува на предметот на тие одредби и тие членови, ќе биде потребно двотретинско мнозинство од вкупниот број пратеници, во кое мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во Македонија. Толку и тука. Во сите овие членови кои ги споменуваат во овој член, го нема членот 90 или било кој друг член што се однесува на формирање на владата. Така што професорот Османи скрос ја утнал работата. И мислам дека и самиот е свесен, ама нема што друго да прави, во очај, како што се во очај Ахмети, Џафери и остала банда. Во очај се бидејќи учинокот на ДУИ во првата рунда од гласањето, односно во првиот круг од претседателските избори, е нивниот максимум. На 8 мај нема да добијат ниту еден глас повеќе, туку токму спротивното, може да освојат дури и помалку. Во првиот круг, ДУИ активираше целата своја партиска машинерија. Извадија на гласање што може, од партиски активисти, подземни структури, врзани тендераши и вработените во нивните фирми, армија административци кои ги напикаа по државни институции и сега ги уценуваат да гласаат за нив, па дури и нивните семејства. Тоа е тој корпус на кој се надева ДУИ и тој веќе го видовме во првиот круг. За разлика од нив, оние 80.000 гласови што ги освои вреди се обични луѓе, албанци, на кои веќе им е дојдено преку глава ДУИ да ги држи заложници и во нивни име да ја злоупотребува моќта за да си ги полни џебовите. Тие на избори излегува без притисоци и без закани. Таа армија на луѓе уште повеќе ќе се зголеми на 8 мај. Прво, затоа што ова сепак беше само прв круг од претседателски избори и повеќето албански граѓани не очекуваа во вториот круг да влезат ниту османи, ниту таравари, па затоа денот го минаа дома. На 8 мај е друга приказна. Таму знаат дека треба да излезат и да гласаат, ако сакаат учествуваат во одлуката кој ќе раководи со нив и во кој правец ќе се движи државата. И верујте, тој глас нема да биде за ДУИ. Друга работа, која е многу важна, ја имам кажано неколку пати. Ваквата мала разлика меѓу интегративците и вреди целосно го урива митот на непобедливоста на ДУИ. После 2 декади се појави сила која може да ги симне од власт. Таа мисла ќе ослободи многу гласачи од стравот дека некој од ДУИ ќе им се одмаздува, затоа што ете на крајот сепак они ќе победат затоа што влада без нив не може да има. И ДУИ е свесна за тоа. И затоа сега се заканува со конфликт. Но како што реков, во грешен филм се. Туку ајде овие од ДУИ што се во грешен филм. Погледнете ги овие другиве. Денес, почитувани граѓани, се навршија 23 години од загинувањето непрепадници на безбедносните сили кај Вејце. Загина затоа што ДПМН и тогаш, а за жал и денес, посакува војна. Уште учека да почне да вика. Искрено немам зборови. Замислете, оваа жена, која во моментов е се уште министер за одбрана на Македонија, го посочува ВМРО ДПМН како виновник за еден од најужасните масакри во поновата македонска историја. Па ова е еден од главните предмети од оние така наречени хашки случаи, кој патем сега Европа бара македонските судови да ги процесуираат. Ова е толкав безобразлук, што ако почнам да го коментирам, ризикувам да бидам казнет бидејќи ќе користам речник кој не е соодветен за телевизиски екран. Затоа ќе се задржам само на насловот кој го користи порталот Офнет, каде го има линкот со ова видео.
Стани цаци да те плука народ. Сега, ние како македонците, нели се освестивме дека вакви ликови, односно дека цело СДСМ е најголемото зло за нас, мислам дека и албанците се свесни дека со ДУИ нема мрдање напред. Колку и да е славно минатото на некој од луѓето на ДУИ за дел од албанците во Македонија, сепак и тие се свесни дека тоа веќе не се истите луѓе. Таа партија сега е во рацете на тендераши, лопови и криминалци, не борци за човекови права. Тие заедно со СДСМ во моментов се најголемата пречка за напредокот на оваа наша заедничка Македонија. Така што да, време е Македонија да биде повторно твоја, моја, на македонците, албанците, турците, власите, србите и сите други кои сакаме да напредуваме. Затоа во среда, без разлика што СДСМ и ДУИ се веќе на колена, треба сите што помасовно да излеземе на гласање. Колку е поголема излезноста, толку поголема ќе биде поразот на оваа ненародна власт. Мислам дека веќе е време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме за кратко. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода од седмица. Дали че си целиот дел пред рекламите го посветивме на изборите, но пред се на парламентарните. Така што не стигнавме да разговараме за председателските. Затоа што немаме веќе многу време, само накратко да видиме како стојат таму работите. Сте во избега од класен час. Ова е една од најсподелуваните реченици на социјалните мрежи. Откако на председателската дебата на јавниот сервис не се појави актуелниот и кандидат за нов мандат за шеф на државата. Поодржани две дебати од вториот круг на изборите, на кои според судот на јавноста Силјановска доминираше, се чини дека Пендаровски реши на третата, организирана на МТВ, да не се појави. Кандидатката за председател на ВМРО ДПМН, Гордана Силјановска Давкова, вчера објави дека ќе дебатира со празно столче на третата председателска дебата на МТВ, на што нејзиниот против кандидат Стево Пендаровски реагираше дека терминот за дебатата на МТВ никогаш не бил договорен. Силјановска Давкова на социјалните мрежи објави фотографија на која е сама во студиото на МТВ, како најава, пошто Пендаровски во објава на Facebook и одговори дека единствениот начин да излезе како победник во тие јавни соочувања е да организира разговор со празно столче. Пендаровски пак, наместо на јавниот сервис, беше на собир со граѓани во Скопски центар. Оттаму порача дека немало договорено соочување, ниту пак бил договорен термин на македонската телевизија. Од МТВ пак во соопштение до медиумите ги отфрлија информациите дека Гордана Силјановска Давкова сама си договорила дуел, нагласувајќи дека тие на 26 април 2024 година упатиле покани за предизборно соочување до кабинетите на кандидатите со предложени 3 датуми: 1 мај среда, 2 мај четврток и 6 мај понеделник. Од тимот на Пендаровски додава МТВ во реакцијата немало одговор до 1 мај, пошто повторно испратиле порака до тимот да се изјаснат за дуелот. Во одговорот што го добиле, додаваат од МТВ, стоело дека не може да ја организираат агендата и оти не можат да успеат. Во духот на професионалноста, јавниот сервис понуди оделни интервјуа за двајцата кандидати, но од тимот на Пендаровски известија дека нема просторни за тоа, иако јавниот сервис во телефонски разговор остави можност за кој било од наредните денови до изборниот молк. Во тек на кампањата за вториот круг досега се одржаа две председателски дебати, но и на двете наместо аргументи и програма Пендаровски се служеше со упаднување во збор на Силјановска, напади под појасот како и нервозно однесување. Не гледате ли што е во воздухот? Победата е во воздухот, председателе. Господине, госпоѓо, извинам. Бидете джентламен. Бидете вие джентламен. Не можам јас да бидам джентламен. Не можам јас да бидам джентламен. Јас сум станувам дама. Според јавноста, однесувањето на Пендаровски на дебатите е далеко од тоа како треба да разговараат двајца професори. Дали го помилувавте Бедри Зекири? Не е помилуван за наркотрафиканство, туку за учество во тепачка. Леле, немојте. Да се кладиме, после емисија ќе видите. Последната председателска дебата е најавена за 6 мај. А што друго да прави Кутриот освен да се крие? Зарем има избор? Па еве дури ни ДУИ не го игра веќе. Значи некогаш консензуалниот кандидат за председател нели на ОСКА-та, СДСМ и ДУИ од минатите избори сега остана осамен. Стево Пендаровски во трката за втор мандат во втор круг нема поддршка од интегративците и нивната коалиција Европски фронт. Го ставија на цедило верниот партнер. Коалицијата предводена на Али Ахмети имала, како велат, имала доволно демократско искуство да ги остават гласачите сами да си одлучат за кој број ќе заокружат на председателските избори. А оваа воздржаност на ДУИ одлуката да не поддржат никого доаѓа токму во време кога опозицијата алармира дека се спрема некакво сценарио за бојкот. Сценарио
кој мислам дека нема да може да се оствари. Зошто? Затоа што прво, според сите можни анализи, Силјановска Давкова веројатно ќе биде веќе дефинитивно првата жена председател на Македонија. Со проста математика и да ги соберат на купче гласовите на Пендаровски и Османи од првиот круг, повторно ќе им фалат за да ја стигнат Силјановска. А нејзината бројка може само да расте, додека таа на Пендаровски дури дуи да го поддржи, а еве нема ни да биде блиску до неа. Па еве професорката и да не добие отворена поддршка од Ванковска, Димитриевски, Акимовски, па и да нема таа од Таравари, природно е дел од нивните гласови да се прелеат кај неа, ако си има в предвид дека тие луѓе веќе еднаш гласале против оваа власт. Не заборавајте, во првиот круг дури 600.000 луѓе излегоа да гласаат токму против оваа власт. Друга работа. Вториот круг сега се совпаѓа со парламентарните избори и природно е да излезат повеќе луѓе на гласање, а има само двајца кандидати. Така што некој да излезе и да гласа за друга партија, да речеме да не е ВМРО, ДПМН, за председател ќе има само два избора, Силјановски или Пендаровски. Првиот круг покажа дека во Македонија владее проопозицијско расположение, така што и да гласаат за друга партија, својот глас веројатно ќе го дадат на Силјановска. За разлика од неа, Пендаровски е оставен целосно на изветрина. Сега ги нема еве ни гласовите од УИ, така што нема шанси да освои ни приближно доволно за да може да направи некаков пресврт. И реков, затоа не случајно во игра повторно го ставаат сценариото за бојкот. Не за да победат, туку само евентуално да спречат некој друг да стане председател и така да ја вовлечат Македонија во политичка криза, па да купат малце време и во тоа матното да смислат што да прават. Но и ова сценарио нема да им успее, затоа што на 8 мај, како што реков, заедно со председателските се и одржуваат и парламентарните избори. Која е таа сила што на некого ќе му каже излези гласај на едно ливче, ама немој на другото? Тоа може да успее кај одреден број на партиски послушници, но на мнозинството граѓани тешко дека ќе им помине. Така што сите нивни црни сценарија мислам дека се осудени на пропаст и веројатно на 8 мај Македонија по толку татковци ќе добие мајка на нацијата. Наша работа е да се осигураме. Како реков пред рекламите, време е Македонија да биде повторно твоја, моја, на македонците, албанците, турците, властите, србите и сите други кои сакаат да напредуваме. Затоа во среда треба сите што помасовно да излеземе на гласање. Колку е поголема излезеноста, толку поголем ќе биде поразот на оваа ненародна власт. И толку за денеска. Со Господ напред се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Тогаш можеби ќе имаме и причина да славиме. Имајте пријатна вечер.